Добар ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно заедничко пуплане. Денес среда, среќи ден како што велат, па ајде ова заедничко пуплане да го направиме со на позитивна енергија и се разбира многу корисни совети токму за вас. Бевме на прошетка во Скопје заедно со еден од нашите најпознати пејачи, текстописци, станува збор за Ристо Самарџиев. Ристо ни откри дел од неговиот приватен живот, како му поминало неговото детство, негови идни планови, а исто така зборувавме и го потсетивме нашиот синок Ангел Владко Илиевски. Во продолжение да погледнеме нешто повеќе. Како мала обожавав да го гледам на телевизиските екрани и па и не дека имам некој убав глас, но знам и денес да ги запеам неговите песни. На мое огромно задоволство до мене е Ристо Самарџиев. Здраво и како сте? Здраво, здраво. Добро дојдовте овде кај нас во Скопје. Добро е, не е лош, не е лош. Баш кога ти ја слушнав најавата, убаво е да се пее. И прво и основно, не се пее со глас, не се пее со грло, се пее со очи и се пее со душа. Така што пеј. Така да можам, нели? Да не ми се смеат другите. Никој нема да се смее колку и да си гласна. Сте вашата кариера ја започнувате на ваша 16 годишна возраст. Да, како дојдовте до тоа? Зошто баш ја одбравте музиката? Музиката ме одбра мене, можеби. Поема немам. Ја од мал сум онака имал афинитети кон музика, сум удирал по тенџериња, ми купиле некоја мала гитара, малку подосна, малку и поголема. Секогаш онака имав поддршка од моите комши, имав среќа затоа што во мојот влез живееа двајца одлични гитаристи, така. Па кои беа повозрастни од мене и секогаш кога ќе седневме онака некаде приквечер обично, вака на клупи некаде во паркот таму во Карпов 4, ја донив онака впивав се они што правеа, но на крајот од кога ќе се попминаше таа нивна, како се вика, забава, журка и нивните песни, ке речеа, ајде сега, Ристаки, ти една да направиш. Некоја која што од оние песни што мене во тоа време беа поблиски, можеби нема многу интересни за нив, ама што ми вика, ајде Риста сега со тебе да продолжиме. Значи било можеби интересно и така некако тоа тргна за после во основното училиште заедно со мојот другар Патем Штипјанец со штипски корени. Петар Ренџов, Перо Ренџов, Пепи и уште тројца од она школа каде што учевме, направивме еден ентузијастички рок бенд, односно тоа беше време на New Wave ska, сите бевме онака збрлавени по тој стил и беше нормално ние како млади луѓе да почнеме со такво нешто. Најпрвин од оркестарот тамо во основното училиште, подосна пак во пионерскиот дом овде Карпуш, каде што многу повеќе свиревме наши песни отколку она што бараше програмата на детскиот културен центар. И така тоа си тргна некако по себе и тоа беше многу добро, беше многу силно, беше многу јако што еве и ден денес чат пати ќе запеам нешто. Почесто сега во овие години онака почесто пишувам за други отколку што пеам самиот, ама некако собирам сила, собирам концепт, собирам време да и она што ги имам како идеја за себе самиот да го направам и да го реализирам. Така, но сепак имате многу хитови кои што и денес се пеат. Па се пее, дај Боже да се пее. Сега некои хитови подобри, некои можеби не толку хитови, но исто така добри, можеби има некои полоши, некои повакви песни, но секоја од тие песни се носи некој парче од некое време, од некоја ситуација, од некоја дружба во студио дека се снимало или пак од некоја дружба на некој фестивал или од дружба на некоја свирка, една друга, така што сите ми се подеднакво драги, без разлика дали донале награди или не. Многу награди и признанија, која ти е најдрага? Ти буди најубав спомен? Вака, секоја награда е некое признание, нели, за некое нешто, така, мислам, ги имам подоста, 8 освоени први места на Макфест, 4-5 награди за текстови на Макфест, десетици втори, трети места и така натаму, награди од други фестивали. Но некако ја како најголема награда си ги ценам едни 2 настапи кои што се неповторливи. За мене навистина беа неповторливи, кои што се случуваат, еве конкретно, оној првиот еднаш во 100 години се случува затоа што
имав можност, среќа да на денот 100 години од Илинден да настапувам во Опера Хаус со група уметници од Македонија, имаше овде повеќе. Секој од нас го доживеа навистина многу силно тој настан. 2003 година, 2 август, Опера Хаус, мислам, кој би можел да посака нешто поубаво. Затоа реков еднаш во 100 години се случува, затоа што кога кажав за кого ја пеам песната Тамо кај што си, станаа првите редови кои што ја препознаа приказната и веројатно се пронајдува во таа приказна. Таа песна е напишана за гескиот дел од Македонија, од каде што потекнуваат и моите родители, нели? И прекрасно е чувството кога нешто човек такво ќе доживее во еден така голем ден. Второто нешто повторно е поврзано со моите корени, каде што некаде 4-5 години после тоа ми се јавија од Министерството за култура и ми рекоа, вика, Ристо, вика, дали би можел, вика, и дали би сакал, вика, да испееш концерт некаде, вика, да испееш некои концерти со танец, ансамблот. Викам, како не, мислам, претходно имам соработувано, и тоа во Опера Хаус и тамо настапува и танец. Викам, нема проблем, вика, само вика, немаме некакви средства. Викам, не, викам, за средства, викам, за со танец не ми спомнувате такви нешта, нема потреба од такво нешто, задоволство ми е, кеф е. Така што секако доаѓам, зашто се работи, вика, треба, вика, со танец, вика, да се гостува, вика, во 2 места во Егејска Македонија, нели? Вика, во Пожарско и во Овчарани, едно место. А викам, како? Вика, Пожарско. Ја викам, колку треба да платам за да бидам дел од тие концерти, затоа што татко ми е тука, на километар од тоа Пожарско. И тоа, кога на човек му се случат некои 2 такви работи, убави, и кога публиката тоа ќе го почувствува дека навистина сум немерно и неизмерно среќен дека такво нешто ми се случува, дека она што сум го работел со години, сега некако ми се враќа со една огромна, да кажеме, со едно огромно задоволство, како круна на сета таа љубов што сум ја имал, и со музиката и кон она што сум го пишувал во текстовите. И кога тоа се за мене најголемите 2 награди, искрено. Мислам, благодарност на сите оние кои што ги препознаа моите композиции, моите искрени зборови, изведби, онака на онаа сцена во Макфест, тоа се незаборавни моменти, но ова е нешто кое што навистина остави, сите овие работи се памтат, но тоа е нешто навистина посебно. Ти не подсети со песната Дирлада на групата нели Меморија, колку мислиш дека денес може да успеат тие музички бендови? Бендовите, па вака очигледно публиката е жедна за бендовски настапи, за бендови, нели? Оној концерт на Меморија тоа го покажува. Тоа го покажа и докажа. Мене ми е само малку криво што ние она енергија што тема ја покажавме на концертот, така, и она толку силно што одекна таа атмосфера оттаму од Метрополис Арената, која што повеќе за жал не постои, се уште тлее некаде. Мислам дека сега ние да иницираме и да закажеме некаде концерт, дека тоа ќе биде доживување и за нас и за публиката. Тоа се случува кога еден бенд онака, како што тоа беше со Меморија, 20 години, како да тлееше тоа нешто во нас, нели? Мислам, не е важно дали е човек бенд, дали е соло, дали е само работата е да е тоа искрено, да е со сета сила, со сето настрана знаењето. Најмалку важно е тука знаењето, искреноста, љубовта, контактот со публиката, благодарности до таа публика која што таа вечер дојде, затоа што таа публика во Метрополис Арената, затоа што таа публика при самиот влез, уште ние, тоа беше 2 сати пред концертот кога почна се полни салата, веќе се насетуваше дека тие се расположени да се случи нешто големо. И тоа е тоа. Така што сите оние бендовите никош нема да изумрат. Мислам, ја мислам дека иако целиот свет оди кон правец, секој да остане некако како некој волк, самотник и сам некако
сам да си биде и продуцент едно и друго, сам да си бара пријатели по Facebook едно и друго и такви работи некако целиот свет оди во правец да се изолираат луѓето меѓу себе. Мислам дека секогаш кога ќе се собере една добра група, тоа секогаш е она вистинското. Тоа е секогаш она вистинско затоа што секогаш тоа е многу посилно, затоа што тоа е многу поинтересно. Може би понекогаш делува дека човек кога ја тера работата сам дека малку и побрзо оди и дека побрзо стигнува, ама група, бенд, дружба, другари, тоа е она вистинското нешто кое што носи вистински доживување, дефинитивно. Така, вие сте и текстописец, пишувате нели за други музичари. Дали ви се има? Да. Меѓу другото и Сонце за три света. Мислам тоа се текстови кои сум пишувал од времето, уште на времето кога 81 кога бев со групата Цилиндер, нели кога беа тие почетоци, сите како се вика текстови и песни беа, композиции беа мои, заедно ги обработувавме после, аранжерски. Мене од сите предмети, како се вика, во гимназија основно, најдобро ми одеше литература и македонски јазик. Може би, да. Не знам, тоа си доаѓа некако спонтано, некако ми се врзуваат песните со текстовите и така излегува понекогаш. Понекогаш излегува добри работи за паметење. Да. Ете гледаш, јас имам пишувано за мои школски другарки текстови, ете гледаш. На нас не иде пишувањето. Браво, ајде, може нешто заеднички да напишеме, да изградиме, зошто не, да. Секогаш се зборува за љубов, секогаш се пишува за љубов. Дали мислиш дека ние знаеме да ги цениме оние мали ситници кои што се случуваат во животот? Зборуваме за секогаш се пишува за љубов, да. Најголемиот дел од моите песни говорат за љубовта, љубов кон сакана, љубов кон нешто што се случило пред времења, љубов кон она што не обкружува, кон Македонија. Кога зборуваме за љубовта, морам да го кажам тоа, овие денови треба да излезе едно компилацијско издание, CD од мојот драг другар, пајташ, соработник Владко Илиевски, кој што прерано не напушти. CD-то се вика За љубов се пее до крај. Да, и тоа е стих од една наша заедничка песна и мене ми е многу драго што ете неговиот татко кој што ова сето го организираше, нели? Ги избра тие стихови затоа што вредно ни беше пријателството многу со човекот, вредни ни беа сите вакви, се уште ми се вредни, го спомнувам секогаш, тука ми е. Љубовта е она што го движи светот. Мислам, љубовта е... Јас за љубов пеев кога ја освоив првото место, по втор пат кога освоив на Макфест. Првата победа беше со Таму кај што си. Втората година, 99-та, тоа беше крај на милениумот, нели? И ценев, тогаш бев инспириран од оној филмот Влюбениот Шекспир, и ценев дека треба човек кој што напишал толку прекрасни работи околу љубовта и сето тоа, и ценев дека треба се напише нешто со кое што ќе се величи она најголемото што ги движело годините нанапред, цел тој милениум, нели? И затоа направив композиција која што победи и која што имаше во себе еден романтичарски, како се вика, призвук, звучеше како оние композиции од времето на Ренесансата, еден ренесансен призвук, и каде што во текстот се пее и се возвишува љубовта. И дека е таа единственото нешто кое што го движела светот и ги движела стрелките на часовникот. Секогаш сме мереле за колку време ќе се видиш со овој, со оној, и како да... Мислам, тоа е тоа. И така што љубовта е вечна тема, кога и да се случи, каде и да се случи, на било кое место во светот, секогаш за љубов се пеело и ќе се пее.
Сакам да ти кажам дека навистина е убав гест она кој што ќе го направиш за Владче, бидејќи Владче секогаш треба нели да се Не правам споменува. ништо за Влаче, не правам, тој самиот го има тоа направено од времето. Значи, да, за Влаче треба уште многу работи онака да низ годиниве да направиме што ќе дополнително ќе ги збогатат сеќавањата за него. Новата затоа што- генерација. Да, знам дека неговиот татко и наши пријатели заеднички и имаме некои композиции кои што се уште не се реализирани, кои што за прв пат треба да се слушнат. Јас во тој правец можам само да барем само малку да помогнам, ништо повеќе, да. Само малку да помогнам, во исто време исто и ја да не прегас како ми стигна таа една гитарска подлога што Дарко Тасев има одсвирено на оние стихови кои што ги чита, ги напиша Иван Бечковиќ, а ги чита Дејан Лилич. Па додека се тоа монтираше, ако ја слушнев таа мелодија најбогат на свет, но му реков на Дарко да направи онака со разложување, гитарска само да биде. Ќе имате прилика ќе ја слушнете и ќе видите колку е тоа извонредно, колку е тоа богато и колку тоа фактички колку во тоа Влаче се препознава, иако е во сосема друг стил, и е извонредно добро, да. Како се соочуваш со негативните коментари и како знаеш да се истигнеш од знаеме нели дека животот не е лесен, дека живееме во тежок период, како ти продолжуваш напред, дали имаш некое мото? Па немам негативни коментари. Да, човек ќе слушне, тоа од секогаш имало. Не. Можеби помалку и се бегам од такви работи. Прифаќам негативни коментари, ама не прифаќам злобни коментари. Голем дел, барем како си годините ме научиле дека од X причини има некои такви коментатори од кои што излегува едноставно злоба. Нема негативниот коментар, искрениот негативен коментар е корисен. Се е тоа во ред. Но кога кај некого гледаш дека со години вако има некаква тоа на лошото. Ја мислам дека овој начин на комуникација со социјални мрежи едно друго остави голем простор за тие голем број злобници, така да кажам, и луѓе кои што можеби не успевале на добар начин на поинаков начин да се докажат, покажат, излезат од некакви не знам сопчиња или пак спални соби каде што само лаптопот го земаат и работа е да му нарушат некому денот или пак концептот или пак да го изместат на некаков начин, да навредат за нивното онака демек да биде мислат дека погласно од она што е создадено, направено и тоа се. Можеби затоа немам ни Facebook, затоа немам Instagram, ниту еден од моите другари, а имам другари кои што се представници на Macintosh, значи кои што од време се хардверџи, софтверџи и што уште не. Значи ниту еден од моето опкружување први другари нема Facebook. Не дека сме ретроградни и дека скроз отфрламе се што е ново, но кога Фејсбукот и социјалните мрежи ќе научат да бидат, како се вика, коректни, така, кога ќе научат да бидат под некое сепак менторство, како што се и другите медиуми, телевизијата, радиото, печатените медиуми, каде што има сега да има институции кои што застануваат и кажуваат дека ова ќе се санкционира или нема да се санкционира, ова е фейк ньюс, она не е, така. Се дотогаш, додека не се појави некоја таква институција или регулатива, тоа за мене ќе биде страно поле и не би навлегувал во такви, по мене, во голема мера мешетарски работи. Така. Со оглед на ситуацијата која што се наоѓаме, како што спомнав и пред малку, нели со COVID-19, дали во тебе предизвикува некаков страв, паника? Знаеме дека многу врати се затворени од многу професии. Твој став во врска со тоа? Мојот став дека најголемиот проблем кај неодговорните. Мислам, не се работи за стравот, не сме да не совлада, не сме да не, но мораме да бидеме дисциплинирани, тоа дефинитивно. Страв не сме да има. Сите сме изместени, сите сме некако помалку функционираме, ама на шкрги. Ама без разлика не смееме да се подчинеме на можеби велам,
на можеби пренагласената, како се вика, пренагласената афирмација на проблемите со ковидот. Мора да создаваме, мора да работиме, можам само да ги осудам сите оние кои што предизвикуваат дополнителна паника во сето ова, оние кои што не почитуваат па полнат, не знам, клубови мејани по 2000 луѓе, без никаква почитување на протоколите, без никаква, а особено што е уште пострашно, без никакво санкционирање кон нив. Така. Па после поради тоа несанкционирање тие се продолжуваат комотно да си ја тераат работата, со што уште повеќе наштетуваат ширејќи го вирусот или можноста да се прошири вирусот, а воедно нанесувајќи голема штета на сите оние кои што се дисциплинирани и сакаат онака да функционираат нормално, кога што може нормално да се функционира во вакви пандемски услови. Ги почитуваат протоколите едно друго, ама ете се гледаме, сведоци сме на тоа дека голем дел од моите колеги музичари на кои што музиката има екзистенција и бараат начин како да извадат некој илјадарка, што се вели, со некоја вечерна свирка, 1000 денари зборувам, не за илјадници евра, некој друг сето тоа го поместува, го ремети тој нормален договор кој што би требало да се почитува, и мислам дека се почитува помеѓу институциите и добар дел од музичарите и уметниците, го паметуваат некој на кој што тоа не има екзистенција, туку има само начин на богатење. И тука е она најголемиот проблем. Инаку страв не би требало да има, ама како се вика, огромна смелост која се граничи со глупост, исто така е уште поопасна. Да. А како главен уредник на телевизија, Сител, што на кој што сакате да го пренесете на гледачите и колку таа работа знае да биде напорна? Добро, вака да ви кажам, мислам главен уредник, мислам во Сител, ја ги работам истите работи амалски кои што били претходно. Мислам тоа е малку повеќе проформа, ние си имаме еден колегиум каде што заеднички се договараме како ќе оди, што ќе оди, едно друго телевизијата си има свој менаџер кој што ние го брифираме со сите идеи кои што сакаме да се постават, па после заеднички разгледуваме што од тоа може да се реализира, што не може да се реализира, што може да биде добро, што може да биде негативно. Факт е дека телевизиите малку по малку го губат чекорот онака во битката со интернетот. Мислам дека тоа за такво нешто допринесува и она претходно што го спомнав, нерегулираноста на добар дел од овие социјални мрежи, интернет и социјални мрежи, портали и такви работи, нерегулативата. Тука е обременета малку телевизијата, но како и да е, ние се трудиме онака да бидеме и понатаму интересни за гледачите, се трудиме како да го фатиме и чекорот со она што го нудат новите медиуми. Се тера некако, нема проблем. Ја уживам во работата што е телевизијата, затоа што и овде има поприличен број работи каде што човек може да твори, може да се инспирира од некакви ситуации и тоа е тоа, да. Дали треба да очекуваме нешто ново на музички план или некои твои идни планови? Па ја секогаш си велам, еве се оваа година ќе издавам овие 2 песни, ама некако никако да се најде време. Мислам дека ако веќе толку време се чекало, веројатно она што ми стои во глава и што се насобрале идеи, веројатно треба да се изреализира убаво. Мислам дека тоа треба да се осмисли убаво. Во друг контекст ги спомнав социјалните мрежи, но ете, кога човек прави нешто позитивно, во тој правец секако се добре дојдени, нели? Ги критикува во другото, во негативното, кое што за жал нема контрола и малку наликуваат на една темпирана бомба, а знаат тоа да бидат. Се спремам. Добро ми е што успевам некако да повторно да фатам гитара, затоа што првите 2-3 месеци од оваа пандемијата, па и претходните 2-3 години некако се случија многу работи кои што онака помалку ме потиштија, нели, особено последните 3 години, губитуци еве на неколку мина драги пријатели,
сета оваа состојба и во светот и во Македонија една од друга, сето тоа, нели, за нас уметниците не е баш нешто најсреќен период за создавање, ама како што кажав, треба да се привикнуваме, не смееме да забораваме да се дружиме, не смееме да забораваме да музицираме и не смееме да забораваме да го правиме она што досега најдобро сме го правиле. Така што, фаќам гитара, правам песни, компонирам. Минатата година поминавме повторно како победници на Макфест со Мартин и Јан. Оваа година Светли имаше одлична композиција. Ја убаво се чувствував на онаа сцена во Макфест затоа што секогаш сум сакал да настапам на она место, таму да биде Макфестот. И тоа се случи под ведро небо, видов многу драги луѓе, се одбележа 35 години, за жал ми фалија и многу драги луѓе кои што ги испративме, го спомнав Владко Илиевски, го спомнав да го спомнеме човекот кој што го напиша текстот на првата победничка песна на Макфест, мој драг пријател Васил Пујовски. Значи, тој не напушти минатата година. Ацо Конга, мојот сосед, Ацо Конга од нокаут, Бато Неашмич, Драган Карамфиловски поис, ги спомнав некаде дека беа овие до новите Макфест, но овде се зборува за Штип, за Макфест пред една публика телевизиска која што во голем дел го чека тој Макфест и го следи, затоа ценев дека треба и овде да ги спомнеме. Така. И за самиот крај, совет за убав и исполнет живот. Она најважното е секој ден да го доживуваме како радост. Значи, како радост, буквално како радост. Нека се радуваме и на нов вчерашното, нека е. Значи, но секогаш да бидеме со насмевка, секогаш да бидеме со поможност, некој инструмент покрај себе, секогаш да бидеме со добро друштво, секогаш да имаме што да си споделиме со убавите другари, секогаш да се подсетиме на убавите моменти, секогаш да се сетиме на оние што сме ги испратиле, тие никош не смееме да ги забораваме. Секогаш да имаме позитивна мисла со себе, секогаш само да бидеме нормални, да бидеме своји, да бидеме фини, распеани и секој ден да ни биде музика и љубов. Се согласувам со вас. Јас ви благодарам за одвоеното време и ти благодарам за убавата прошетка во Скопје. Те очекуваме во Штип. Младите се согласуваат со некои вакви мисли, демек старите што ги кажува. Да. Тогаш е добро, да, окей. Добре. Треба да се ужива буквално во секој миг. Буквално во секој миг. Да се шета, да се шири една позитивна енергија. Тоа е најважното, особено во овој период кој што ако се надевам дека нема да потрае повеќе од 5-6 месеци. И после тоа да може да се случи да биде сите овие работи за кои што кажувам да бидат уште посилни. Се надевам дека тоа така ќе биде. Да останеме посилни и да ја надминеме оваа конечна ситуација, за жал. Сигурно. Здрави, живи да бидеме, да се чуваме. Да не бидеме премногу смели, но да не бидеме и премногу страшливи и престрашени. Ти благодарам уште еднаш. Ти благодарам и вам. Здрави, живи. А во продолжение зборувавме и со нашата позната манекенка Кристина Димитриевска, таа од неодамна стана заштитно лице на Кевин Леврони. Како дошло до таа соработка, што ни открива Кристина, како и поминува мајчинството, ајде да погледнеме. А да си дадем искуство една на друга, да си ги споделиме маките и така натаму. Ве дружиме заедно с една од нашите познати манекенки, Кристина Димитриевска, пред се и фитнес инструктор, но има и уште нешто за кое што треба да ја честитаме, но тоа со текот на разговорот. Здраво, Кристина, и ти благодарам што ја прифати мојата покана да гостуваш во лайв дружба заедно со мене. Здраво, пред се ти благодарам што ме покани, мило ми е што еве ќе разговараме и ќе откриеме можеби некои нови работи. Така, како си?
Па да ти кажам, супер сум, денес малку повеќе време поминав со мојот син, доста ме умори. Гледам малку за овој лајв. Ете така, сега имаш малку мала слобода. Да, така. А, Кики, да почнеме да поразговараме нешто повеќе нели за почетокот пред се на твојата кариера. Дали како мала сонуваше за, да кажам, еве ваква слава, дека повеќе сакат нели другите да знаат за твојата приватност? Дали сонуваше дека еден ден ќе дојдеш, да речам, на врвот да го живееш својот сон? Па од каде да почнам? Искрено, тие работи, да си познат да луѓето ти ја знаат приватност, за тоа не си свесен кога си мал или кога си на почеток на оваа работа. Кога бев мала, да, многу сонував да имам круна на својата глава. Мислам дека скоро сите девојчиња тоа го сакаат. И тоа беше мојот сон. Јас друго не сонував да сум позната или некои други проследни работи. Но се случуваше да со мојот татко заедно гледавме избори за мис на светот и тие големи избори. И си викав, леле, ова колку ми беше вау мене тоа и првата круна ја освоив на моите 15 години и тоа чувство, секоја следна круна не може да види истото чувство како таа прва. Таа прва беше навистина кога она ќе кажеш ти се оствари сонот од мала. Тогаш си била пресрекна, едно прекрасно воодушевување, нели, како што кажа ти самата спомен кој што секогаш ќе се присетуваш на него. А што те најмногу мотивира во оваа работа? Знаме нели дека може да биде и напорно, нели, сесии, снимања, а како се ти организираш во сето тоа? Бидејќи се занимавам и со некои други работи, оваа работа искрено мене ме релаксира. Знае да хоби? како на пример фитнес инструктор, дипломирав сега за меѓународен маркетинг менеджмент, хоби ми исто пење, исто и таму, но сакам да кажам, моделството е нешто што од мала ми е. Знаете, кога го работите тоа што го сакате, немате ниту еден работен ден. Тоа не е само така кажано и стојам по тоа. Мотивацијата, мислам дека е пред да бидеш мотивиран за нешто, треба да размислиш и да се пронајдеш себе си во тоа што го сакаш. А кога нешто сакаш, тогаш мотивацијата сама си доаѓа и не ти треба никој да те натера на нешто, туку едноставно те движи. Така. Како го организираш своето време? Еве знаме нели дека си мајка, сакаш да поминуваш нели најнормално со своето синче, но и сепак овде се и работните обврски, па како знаеш да се организираш? Време за себе дали има, Кристина? Па вака, време за себе ми е искрено дома кога сум со мојата фамилија, со мојот син. После работните обврски се случува да дома сум и буквално ме нема. Ке ме викнат ајде на кафе, другарки, викам не можам, затоа што после работните обврски максимално му се посветувам на мојот син и тоа е времето за мене. Всушност тоа ми е најубавото поминато време во денот. Може да се организира, некогаш имам некои работи кои што се да речам во вториот дел од денот, некои се наутро. Секако морам да избегам од дома затоа што инаку син ми нема да ме пушти, како секој што има мало дете. Но ете, мислам дека може да се организираш доколку сакаш и да за се има време, буквално има за се време. Навечер кога мојот син заспива, тогаш сум јас во теретана, значи после 10 тогаш вежбам. Така да кога сакаш ќе си најдеш навистина време за се. Ние спомнавме нели за што според тебе треба да поседува еден модел, значи не е само убавината, харизмата, што е онаа кој што навистина треба да го представува? Па модел, тоа е сепак широк поим, кај нас еве не, но на пример надвор во светот кога одиме со модната студија Црноград да представуваме нашата држава, често имаме и некои челенџи кои што се за нашата интелигенција. И тие се навистина поинтересниот дел за мене, јас ги обожавам. Кога бевме на Мис Глоб, имавме хед челендж и од мојата група ние влеговме во финале и баш бев пресрекна. Прво беше на друг јазик и имаше прашања кои што навистина не беа баш лесни, но во финале баш реков супер, тие работи се, мислам дека треба во целина да имаш многу повеќе од надворешна убавина, затоа што сепак тоа е минливо
и за една мисица секогаш барат буквално комплет, така да не е само Така. надвор, туку ете ни ги прават и тие челенџи. Кики многу надпревари, ти се закети, значи со многу награди за убавина, и браво, честитки. Спома на пример кој што така ти е врежан во срце. Од ти Знаеме нели да, нели има запознавање на многу пријателства. Некоја случка на пример можеш да ни кажеш интересна. Секако дека ги има, нели? ги има, да, доста ги има, на секој избор се случуваат Се многу. случува по нешто. Да, секогаш се случува, веќе зборам за последниот затоа што ми е најсвежо врежан во меморијата. Може, да. Прво лице Балкана пред недела дена бевме со моното студија Црноград, ќе представувавме мислам, бевме повеќе девојки. Минатата година исто ја представувавме државата, донесовме Мис Балкан, сега донесовме прво лице Балкана. И навистина сум пресекна, но се случи сега да буквално тројца фризери се расправа кој ќе ми ја прави косата и една особа ми правеше некои поситни локни, една вака. Баш беше, значи јас се смеев цело време и почења они да се смеат, затоа што баш онака беше тепачка околу кој ќе ми ја прави косата. Тоа беше нешто што навистина онака ме се смеев, така да има секогаш нешто интересно се случува. Имаше таму и доста познати личности, се запознавме и навистина убаво е сите тие дружења и секогаш има нешто интересно и позади таа сцена сме нормално позитивни, луди сме и забавно знае доста да биде. Знаевме да на девојките да се фатиме да играме ора, значи да се смеат. Навистина знаеме да направиме некогаш да ни е забавно. Па така и треба, нели? Со смеа и секогаш и до позитивни резултати. Дали очекуваше оваа победа? Дали тајна во себе почувствуваше дека можеш да ја земеш и оваа награда? Па искрено со текот на годините јас следната година ќе правам 10 години кариера во манекенството и во модното студио Црноград, буквално израснав таму. Добиваш искуство и добиваш некоја доверба во себе си и не е како првите надпреварувања. Сега едноставно си самоуверен, не ти треба тебе да се докажеш. Знаеш колку вредиш на некој начин. Нормално, тоа доаѓа и со годините и со искуството и не ти е битно, но секоја титула нормално дека значи и дека е посебна, затоа што нормално одиме и поради таа причина. Така да ми значи нормално. За време на пандемијата имаше и надпревар нели во врска со карантинот. Како се случи сето тоа, бидејќи нели ти и не веруваше нели во сето тоа како што и поразговаравме, малку да ни откриеш и дали во врска нели со пандемијата, знаеме нели од COVID-19 дека треба пред се да се заштитиме себе си и оние нели луѓе околу нас, дали кај тебе предизвикува некаква паника, страв? Како ти се соочуваш со сето тоа, бидејќи знаеме нели дека сепак мора да живееме со тоа? На почетокот на вистина беше страшно. Јас до последен момент оде вежбав со ракавици, со маска и тоа веќе стана. Си реков, окей, најдобро е да се прекине со тоа. За сите мислам дека беше шок кога не затворија во некој момент дома, но најмногу ми беше страв нормално поради моето дете и поради моите родители. За мене не се плашев искрено, но ми беше поради нив и максимално гледав да се чувам и бев дома, буквално не се ни поздравав, ниту викав луѓе, ниту немав баш некој допирни точки, а тој избор се случи баш додека седевме дома. Ми се јави Мики Црнокрак и ми кажа ќе одиме на избор и јас реков добро, немој да се зафркаваш сега. Како така? Не можеме до продавница да одиме онака. Мислеле ќе видам некој ми кивне буквално, бевме така параноични. Вика, не, ова е вика онлайн избор. И викам како, што ми испрати? Што се случува? И реков, па зошто да не? И мајка ми ме снимаше дома, син ми исто со мене правеше тука кореографија низ фотосесии. Да. И испративме видеа, имаше представување на видео, зборевме за нас, за нашите хобиња и општо запознавање. И го пратевме изборот и јас, мајка ми и син ми дома. И кога ми ја прочита името и дека јас уствари сум победничка, јас реков не може. Ја не верував, јас буквално бев ладна. И
ми се јави Мики, ми вика честито, ја леле, викам и почнеме скокам, Ете, гледаш. заедно со син ми скокавме, се радувавме, не ни се веруваше и навистина беше едно чудно искуство затоа што прв пат се гледав на Од избор. дома, гледаш. И баш беше многу поголема трема отколку да си на лице место на изборот. Но сепак гледа, се поминало во најдобар ред и си победничка. Тоа е најважно. Сега ќе ги онако што го кажав на почетокот, нели, честитки огромни до тебе. Јас ти посакувам само успеси понатаму, тоа ти го знаеш, бидејќи го заслужуваш. А од неодамна ја доби соработката за заштитно лице од производител на Кевин Леброни во Македонија. Тоа е огромен успех за тебе. Ајде кажи ни како дојде до таа соработка. Да, тоа е една од поубавите работи што ми се случи овој период. Јас ги следев нормално суплементите на Кевин Леброн, него го следев затоа што за мене она број не само како тело, да, она има навистина тело и во тоа време кога он го направил неговото име, тело Да. кое навистина секој маж би посакувал кога се бави со таа работа, но многу читав околу него и она и како личност многу посебен и луѓето го сакаат затоа што е многу добар и паметен човек. Исто е хоби му е пеење, често поставува видеа кај што има прекрасен глас, така да многу работи сакав буквално. Ми беше на некој начин идол, човек кој што навистина е добар пример. Да. И тој ме најде на Инстаграм и ми пиша од која држава сум, колку сум висока и некои пропорции му кажав и ми кажа ти си совршена за да за моите суплементи да ги представуваш во твојата држава. Јас не ми се Не ти се веруваше, така. Ја легува проверува дали профилот е фейк, си викам не е можно. Да, и на брат ми му прати, вика сигурно некој лажен профил и се смеевме баш. Провери. Да, нормално ми побара број, се суштавме, се договоривме околу целата соработка и бев пресрекна и се уште и многу професионално производи, гардероба ми стигна, значи се во многу краток период и супер не соработката и се надевам дека и понатака ќе биде и ќе ја прошириме таа соработка. Да, дај Боже, како што кажавме, ова е твој еден од најголемите успеси што го имаш. И така и треба, само за успеси понагоре. Кики, кажавме нели дека ти си фитнес инструктор. Ајде кажи ни малку за оние нели кои што така да вежбат. Знаеме нели дека секојш треба да пронајдеме време за самите себе си. Знам дека вежбањето еве според мене е нешто најубаво и навистина кога вежбам се чувствувам многу подобро. Значи попозитивно, имаш сила за се, нели, да си играш и со твоето синче, се разбира. И тоа ни треба, и во тоа ни помага. Кажи ми сега вака, колку пати неделно треба да вежбаме? Кажи ни нешто околу исхраната. Еве според тебе што и како треба да се направи за да дојдеме ние до посакуваните резултати. Па вака сега, што е најважно? Најважно е за вежбањето да сакаш. Под број 1, под број 2 да излезеш од дома и да тргнеш на кај теретана, некој фитнес центар, затоа што тука почнува се. Ако само да го нема тоа од понеделник, од утре, затоа што тоа не е да се случи. Понеделник не доаѓа никогаш. Според мене минимум 3 пати треба да се најде време, затоа што нормално не се бави професионално и не му е потребно. Минимум 3 пати е окей, но понатаму и 4 до 5 пати е навистина мислам дека резултатите ќе се постигнат, но 80% е вежбањето, е исхраната, само 20% е всушност вежбањето, така да и 4 сати да си во теретана, ако јадеш погрешно, ништо, затоа што треба да извежбаш и да го изедеш потребното нешто, нормално, тоа се протеините за мускулот да се нахрани правилно. Тој мускул што денес го вежбаш, која е тоа, да кажам, еве, нога, ако го изедеш протеинот оди на правилното место, затоа што си го извежбал тој дел и мускулот кога нормално чувствуваш болка, значи дека си го извежбал правилно и тогаш мускулот е спремен за да расте и тогаш треба да го нахраниш правилно. Кога се работи за тоа, за резултати, се зависи кој што сака да постигне од себе си, но јас секогаш велам, некои доаѓаат девојки и кажуваат јас сакам само некои делови да извежбам, јас викам не, треба цело тело да се вежба за тоа да се има некоја нормално убава целосна структура, затоа што доколку вежбаш само еден дел, тоа нема да има баш таков резултат како што би било со нормално. Секој ден да си делиме
по некоја група на мускули и да имаме да Да. кажам вршено тело понатака. Така, Но а кој е има трпение, тоа е најбитно, но многу луѓе немаат трпение и тука е тоа што ги кочи, така да доаѓа 2-3 пати и мислат дека одма, но не може одма. За се што е убаво и да кажам трајно мора да го избереш тој потешкиот пат всушност. и да се вежбаш. потрудиме малку повеќе, за да ги добиеме посигураните резултати. А кажи ми, Кики, која исхрана треба, кои намирници треба да ги сврлиме за, да можеме, например, да успееме да намалиме некој килограм? Знаеме, нели, дека благото треба да ни биде умерено, така? Па според мене, според мене, некои главни намирници кои што нормално сметат на сите се газирани сокови, сладки работи, нормално брашното исто, затоа што тие се работи кои што буквално не ни се потребни. Доколку некој оди на маса и му е потребно јаглени хидрати, нормално ги има во оризот, ги има во некои работи кои што се здрави за јадење, не во белите пецива, така да нормално јас препорачувам да се јадат најмногу протеини, да се внесуваат нормално витамини, вода многу да се пие. Тие се работи кои што се првенствено за нашето здравје. Така да другото може да се среди и тоа што сакам јас да го кажам мене исто ми беше тешко, јас обожавав Кока-кола. Како јас престанав со тоа, пробав наеднаш, не можев, но почнав континуирано, се префрлев на зеро и на крајот скроз сега не можам, не ми е убава воопшто да ја пијам, но за се треба време, така да дајте си време да ги исклучите малку по малку непотребните работи. За благо знам јас да изедам понекогаш, затоа што едноставно нормално ти Не можеме без благо, се рачка. Да, така, после јадење исто така инсулинот знае да ни побара некои работи, така да тоа е окей. Понекогаш нема проблем ако понекогаш нешто нездраво да кажам конзумираш, но треба тоа да се потроши и нормално да се вежба. Умерено. Добро, Кики, само немој да кажеш дека треба да го испрлиме и кафето. Немој. Тоа не е омилено, немој. Еден час пред тренинг едно турско кафе. Мене ми е омилено турско кафе, ти дава енергија, така да кофеинот јас препорачувам сега. Јас пијам 2 кафиња дневно, да не се претерува нормално, но не е штетно. Шекерот е штетен во кафето не е толку штетно. Добро. Ти благодарам. Кики, имаш прекрасен глас. Ако не се лажам, ти веќе снима 2 песни, така? Дали ќе продолжиш, например, со таа музичка кариера? Што мислиш околу тоа? Музиката е моето секојдневие. Јас буквално слушам музика секој ден, заспивам со музика, со мојот син нонстоп играме сите детски песни кои што се на англиски јазик, ние веќе ги знаеме напамет. Мојот син додека го туширам пее, ние сме буквално сите такви дома, сакаме музика буквално од мала. Нема кај нас намали музиката, секогаш ни била музика на максимум и едноставно обожавам. Снимив 2 песни затоа што секогаш сонував да снимам своја песна и спот. Немав некои амбиции да станам пејачка, ги немам се уште. Тоа ми е хоби кое го обожавам и имам нормално некои планови за следна песна. Се случи баш една смешна случка за втората песна Само парфем обуци. Кажав сакам сцена да имам во гаража и ми кажа добро, но тоа нема никаква врска со спотот. Ама јас кога бев мала ја сонував да снимам во гаража. И сакам, да. И во гаража кој што нема врска со песната, но ето таква, кога ќе зацртам нешто мора да е така и одам. Кики, тоа добро што секогаш кога го сакаш тоа да го направиш, замислуваш нели дека сакаш нешто да постигнеш, што и го правиш. Мислам дека треба да бидеме такви, затоа што животот е еден. И мислам дека треба да бидеме упорни и да го постигнеме она за кое што сме сонувале, бидејќи нели секако и тебе ти е многу поубаво кога веќе го живееш тоа што го сакаш, нели, што си го сонувала, веќе на тебе ти е исполнето и те прави среќна. И мислам дека треба да бидеме упорни да се бориме за она кое што го сакаме. Гледаш и ти, значи го сакам тоа и готово, тоа е тоа. Одиме напред. Доколку ја посветиш енергијата и праќаш, јас тоа секогаш викам, значи да се праќаат само позитивни мисли во универзумот и се враќаат тие, значи кога тогаш тие доаѓаат, но ако се размислува и нешто негативно постојано на тоа и тоа ќе дојде, значи ги имам почувствувано и двете работи,
Така да многу добро знам, јас сум постојано позитивна, што и да ми се случува во животот, гледам да сум позитивна и мислам дека само тоа е клучот, значи ностоп да си позитивен и да привлекуваш позитивни луѓе околу тебе. Се што ти представува негативност и ти одзема мотивација и енергија, тогаш од тоа тргни се, затоа што само ќе си во минуса, нема никогаш да си во плюс. Еве веќе збориме и за тие негативни емоции. Како ти се справуваш со тие и твое најголемо разочарување? Знаеме дека нели животот не е се мед и млеко, но како ти се издигнуваш за да продолжиш напред? Знаеме нели и дека во каков период живееме нели со стрес, па како ти се справуваш со сето тоа? Да, ова е навистина стресно време. Многу луѓе се под притисок и постои голема љубомора, постојат луѓе кои што навистина сакаат да наштетат. Доста луѓе ги почувствував и јас. Тоа е многу лошо, но постојат такви луѓе и во таква средина живееме. Во некои држави, некои работи што тука може да ги доживееш од луѓето се многу смешни. Имам многу пријатели со кои што разговарам од други држави и навистина се чудат што се може да се случи кај нас. Но тоа го кажам постојано, само игнорирање на тие лоши работи, затоа што ако навлезеш нема да решиш ништо, само самата ќе се демотивираш. Најголемо разочарување немам, затоа што моите се живи, здрави, моето семејство, мојата фамилија и не знам, тоа е најбитното. Најголемо разочарување е само ако некој, не дај Боже, умре. Друго се има решение и се може да се среди, така да кај мене генерално мене ме мотивира мојот син, мојот брат, мојата мајка, со нив сум нормална секојдневно и они ми се поддршка и секогаш треба да ги држиме луѓето кои што не поддржуваат и не сакаат и да им се посветиме максимално. Имам и многу пријатели, многу се и на страна, не живеат тука. Така тие се работи што мене ми исполнуваат време со блиските, со пријателите, со луѓе што навистина ти мислат добро. А другото само да се игнорира, мора да се има проблеми, значи тоа е неминливо, секогаш. Да. Но јас сватив многу одамна, кога почнав со оваа работа, јас многу плачев затоа што кај нас ако си модел се споредува нормално со нешто лошо и тогаш мојот менаџер ми кажа дали уживаш, ми ги наброја убавите работи на оваа работа, јас кажав да. Тогаш тоа ти е лошото, или ќе прифатиш и ќе живееш, или тогаш откажи се уште сега. И мене тие зборови ми се секогаш во глава и тоа го сватив. Никогаш не можеш да им угодиш на луѓето, секогаш ќе си крив, секогаш нешто, но најважно е ти да знаеш дека си прав пред себе и пред Господ, а за другото не е важно. Да, тоа е најважно. Кики, кажи ми дали сега ние ќе кажеме мајките како тебе да промени мајчинството? Па вака, тоа се најсладките маки, можам да кажам. Најубави. Кога ќе се сетам кога се роди Давид, буквално јас плачев затоа што имал премали ноџиња и како ќе му облечам јас чорапчиња, значи тоа беше навистина онака некои моменти кои што не знам, Не се забораваат. Да, и не се забораваат, а сега веќе ми пее песми, мојата песна и мене не ми се верува колку брзо расте и дека тоа суштество е всушност пола мене, тоа е моето дете, тоа е буквално нешто најубаво и не знам, не постои нешто што ето он кога ќе ми каже да ме баци или да ме гушне, мене ми е како не знам, светот да некој ми го подарил буквално и се правам за него. Нормално знае да е доста немирен затоа што има некој мој карактер, многу е жив, многу сака се да постигне и не застанува и дете кое што е, значи, исто како јас. Оправдано е тоа. Мајка вика, ама дали гледаш каква си ти, нормално дека е таа исто како тебе и си пари така, не може да биде мирно дете затоа што јас сум амбициозна и да кажам позитивно луда и не застанувам, така да ние си играме и сме како брат и сестра. Буквално некогаш сум помалечка од него во нашите игри и така секој време Ама така и треба, да.
Да. Да се подреди нели времето и кој што кажавме дека сепак тие незаборавни мигови остануваат. Кики за самиот крај, нели ќе спомнаме дека го почувствува нели распадот, знаеме дека како што кажавме нели и двете дека животот не е лесен. А како настана инстаблогот на нашата водителка од Македонското радио, Радио 2 Зорица Николовска, што ни открива таа за себе, детали од несиниот приватен живот, да погледнеме во продолжение. Работиш професија која што е навистина убава. Еве на пример, според мене јас како мала секогаш гледав на огледалото, значи пред огледалото знаев да застанам и да зборувам и мислев дека си водам некоја емисија и дека мене сите ме слушаат. Сакав навистина да бидам пред камера и тоа ми беше една огромна желба и еве денес навистина сум благодарна за тоа. Кажи ми, што тебе те насочи кон оваа професија и што тебе најмногу те исполнува во оваа работа? Моите почетоци се многу слични на твоите, како што спомна. Значи имавме касетофон, кој што всушност имаш опција за снимање. Многу често со браточетките знаевме да си играме радио зам Зорица, Маја и Јана. Значи тоа ни беше нашето радио. Ова зборувам за период некада 5-6 деление, веројатно кога веќе се свестуваш што сакаш да бидеш во животот. Меѓутоа, никогаш не мислев дека навистина таа детска желба мене во животот ќе ми се оствари. Јас всушност и по професија воопшто не сум новинар, туку сум правник, така што немам никаква поврзана допирна точка, да речам, со радиото. Меѓутоа, сосем случајно па имам, мислам дека 10 години, се пријавив на конкурс за едно радио, еве ќе кажам, за Канал 77, и моите почетоци всушност почнаа таму, многу скромно, многу срамено, многу внимателно, за да денес навистина немам никаков проблем во било која емисија да се снајдам. Значи сум водела спортска емисија, да се разбереме, пола од екипите до ден денес не знам кои се и каде кој игра. Меѓутоа се снаоѓам, гледам да избалансирам, да биде интересно за слушателот, затоа што јас многу често се дружам со радиото. Сакам да ги слушам моите колеги. Ме интересира она што тие наоѓаат начин да го испрезентираат, затоа што радиото како медиум е крајно многу поразличен од интернетот па и од телевизијата. Значи имаш неколку секунди да го привлечеш слушателот да те слуша со интонацијата и со бојата на твојот глас и тоа е најважно, доколку не си интересна, веднаш ќе ти избега на друго радио. Составен и помошен дел ти е добрата музика, така што искрено вака, еве, ме замисли, никогаш во животот не сум мечтаела за телевизија, но од секогаш радиото ми било љубов. Да. Кажи ми, дали имаше трема и која е, например, тајната за да го задржиш слушателот? Трема. Дали мислиш некогаш, леле, дали ова ќе го изговорам како што треба или дали ќе се случи? Многу често ми се случува затоа што во принцип сакам брзо да говорам и тие што ме слушаат многу често знаат да ми забележат полека малку. Полека, значи да те фатиме, да слушнеме што кажа. И секогаш се трудам додека говорам во мозокот да си поставам едно темпо кое што ќе го следам за да можам нели да звучам равномерно, а не да брзам па да успорувам. Сега многу често знам да направам грешка и бидејќи 80-90% од емисиите кои што сум ги водела до сега биле во живо, знам да се изнаснеам на грешката која што ќе ја направам и продолжуваш понатаму, нели? Има една финта која што ја користам, која што не е кузна колку блескава финта и тајна е, ама и веќе ја откриам. Значи, кога станува збор за некои подолги, посложени зборови, затоа што нели некогаш читаш вести, некогаш читаш некои информации, то така е наложено да го исчиташ баш како што ти е пратено. Знам да си ги поделам зборчињата на слогови со поголеми и помали букви каде што треба интонацијата да оди горе-долу, па до сега успевало, иако некогаш знам да сгрешам, сосем нормално. Како се подготвуваш, например, кога некојаш за жал, треба да се објави некоја тажна вест? Знам дека има недла во грло и не можеш. Добро, например, во радиото е тоа што за среќа нели не може да те видат другите. Како ти би реагирала? Можеш, например, на некоја вест да заплачеш. Сега, например, пред камера е друго, значи
Пак Потпа на мораш друга малку да мора да се воздржиш и мора да ги научиш оние гримаси кои што нели ги правиш пред луѓето, затоа што ти целосно си како слика и глас и го пренесуваш, односно ја пренесуваш веста до гледачот во твојот случај. Гласот е нешто кое што не секогаш можеш да го контролираш. Значи, зависно од информацијата, знае гласот да затрепери, знае гласот да биде насмеан, звонлив, интересен, значи тоа е нешто кое што не секогаш може да се изманипулира. Јас сум 10 години во радиото, па многу често, особено кога снимам видеа за Инстаграм, за мојот профил, не можам да се воздржам. Знаете, кога зборувате нешто што емоционално, не секогаш можете да го изглумите тоа. Има професионалци кои што тоа го прават совршено и секоја чест. Меѓутоа, најчесто од таа причина, бидејќи јас сум многу емоционална како личност, за вестите бирале некој друг. Искрено да си правиме муабет, затоа што има вести кои што бараат од тебе многу сериозно да ги прочиташ. Мојот глас вака кога ќе го слушнете звучи многу ведро и некако не се соспаѓа. Затоа и не сум се ни лутела, можеби затоа и не сум се ни пронашла како спикер на вести, на радио или некоја нели слична улога. Едноставно емисиите од забавен карактер кои што предизвикуваат смеа, кои што ги информираат слушателите, ми се некако љубов и мислам дека тука би се задржал. Да, значи тоа е нашата заедничка работа. Ние не сме завестени, но сепак се надеваме дека можеме да ги расположиме другите со нашите гласови. Сепак, нели тоа што го работиш со љубов, мислам дека може веднаш се забележува. Кажи ми, Зорица, сега нели поради ситуацијава, како работите со радиото, како се снаоѓате во сета оваа ситуација? Искрено ти кажам, од целата оваа ситуација излезе една прекрасна атмосфера која што не ја планиравме никако со колегата. Мојот колега Тик-так е долги години во радио и има познавање, особено кога е техниката во прашање, значи се именувам Кап. Направивме, да кажам, домашно студио на некој начин, кое што прво беше преселено во неговата кујна, на неговиот шанк. Многу често додека водевме емисија, тој си подготвуваше поедок, јас обично појадувам или пред да дојдам на работа, или откако ќе завршам, некако не ми оди да зборувам и да јадам. Меѓутоа, пак од таму излегува многу интересни ситуации, како одење во живо на Инстаграм, на Фејсбук, како правиме поедок додека пиеме прво утринско кафе. Навистина, испадна шоу во секоја смисла на зборот. Оние кои што не слушаат, а особено низ Македонија, многу не слушаат рано наутро, знаат дека навистина се даваме целост во тие 2 часа. Значи, се трудиме да ги опфатиме сите теми, да го дадеме нашето критичко или не знам, политичко мислење. Политика и не мешаме многу, ама многу често знаеме да ги зезаме овие или оние како биле облечени, што направиле така натаму, затоа што некако не се проаѓам ниво политика. Јутоа, знаеме да го зачиниме со поедок, знаеме да го зачиниме со добра шега. Сега, како помина време, се префрлевме од кујната во трапезарија. Очекувам дека ако се задржиме уште малку таму, ќе стигнеме до дневната соба, за да летоска може да фатиме и терасата, не знам. Меѓутоа, како тргнавме да се преселуваме од кујна, трапезарија, дневна, наистина не знам како сме. Различна студија. Да, различна студија, зависно временската состојба, зависно периодот во кој што снимаме, месецот, не знам како тоа ќе се врти, меѓутоа се надевам дека ќе се задржиме на дневната соба, бидејќи има едни екстра комфорни софа и фотелички кои што супер би ми дошле со прво утринско кафе. Да, тоа е удобно, нели? Сега не имаме и голема шанса, Зорица, да пиеме кафенце, нели, малца и поради дечињата дома, нели, не можеме секојаш да го испиеме кафето на ред како што треба, или сме на нога, или трчиме малце, ама тоа е сега, што да правиме. Апсолутно, Господ да даде здравје на сите оние свекрви и мајки кои што ни помагаат, затоа што, да бидеме искрени, без нив ни пола од работите немаше да бидат завршени како што треба. Значи, јас веднаш под мене, под мојот брат живеат сакрва ми, која што буквално ужива во друштво на деца, дури кога ми доаѓаат пријателки, децата секогаш се симнуваат доле кај баба Бенче, затоа што одлично знае да менаџира со нив. Дури имаме проблем кога треба да си одат затоа што плачат. Исти така имам син кој што не е мајкин син, туку е бабин син. И тоа не е нити страшно, нити чудно, наставно ужива во друштвото на баба, затоа што баба знае како треба и знае најдобро. Така што, да, овие драгоцени половина час кои што ги имам во денот, ми се
толку свети, толку драгоцени и едноставно денес па ми е особено кеф затоа што ти имам тебе за соговорник и заедно пиеме кафе. Ете така. Да си ја запишеме оваа дата, време кога на вистина сме можело да го испиеме целото кафе како што треба. А до сите наши баби стварно голем поздрав што се секојаш доноси кои што ни нели помагаат. Секоја дете треба да има баба. И сега баба знае да го гали, но ајде, нека помине и тоа од нас. Кажи ми, да, кажи ми Зорица, нели спомнавме нели сега поради ситуацијава сме во изолација или одиш за сепак па работиш. Како ти знаеш да го организираш своето време? Нели потоа од работните обврски се враќаш нели дома, дали ти имаш барем малку слободно време? Да речеме. Имам и немам. Работното време ми почнува многу рано наутра, значи станата сум некаде околу 6:30, 6:20, зависно што планирам да правам со косата, дали ќе одам по тренерки, пошто за разлика од тебе, јас ја имам таа можност дури во пижами да одам на работа и никој не ме гледа. Освен колегата кој што се разбира дека нема да ми издаде. Да. Треба да кажа. Така од сабајла некогаш и се трудам да отидам по кежуал на работа, затоа што моето работно место тоа го дозволува. Од 7:30 до 9:30 од понеделник до петок ја имаме таа утринска програма која што оди во живо на Македонското радио 2, а веднаш после тоа доаѓам дома, нели со оглед на ситуацијата, нити е посакувано да некаде нити па имаше каде да шетаме, нели? Се беше затворено, едноставно одиш до работа и се враќаш за среќа и работното место во моментов во трапезариската просторија на Тик-так ми е многу близко, нека 5 до 7 минути, така што навистина ми се погоди. Кога ќе се вратам дома, обично сакам да испијам некој половина час кафе, ако тоа ми го дозволат обврските, особено Мартин знае да биде многу желен за внимание рано наутро. Знаеш, кога имаш мало дете, едва и те чека да се вратиш од работа, како мислиш дека 3 дена те немало, а те немало 2 часа. Се трудам да одговорам на параките кои што сум ги добила изминатото деноноќе на профилот на Мис Мама, затоа што како расте бројот на следачи, така расте и целата конверзација. Знаеш дека за разлика од останатите мајки или профили кои што сеат знаење, јас се трудам да го соберам и знаењето на моите следачи и да го пренесам, односно да го испрезентирам, затоа што секоја мајка знае најдобро за своето дете, јас не дека сум гуру во мајчинството, едноставно сум мајка како и сите други. Така да, некада тој период се обидувам да му посветам време на инстаблогот, потоа почнува, нели, обврските, дали треба веш машина да се пушти, дали треба да се направи ручак и така натаму, доаѓа супругот од работа и натаму денот не можеш да го испланираш. Сум се обидала неколку пати, верувај ми, да направам некаков план според кој ќе се водиме со 2 деца, 2 машки деца кои што се доста темпераментни, едниот има 2 години, другиот има 9,5, тоа е еднакво на невозможно. Така што како не водат обврските во текот на денот, како се самите се наметнуваат, дали ќе пишуваме домашно, дали ќе играме некоја игра, сме купиле нешто ново кое што сакаме да го пробаме. Сега во последно време ни е хит некаде по ручак да играме макао со поголемото дете, значи буквално се смееме, значи паѓаме од смеење. Ние го играме макаото не за да кој ќе победи, туку за кој ќе каже нешто поинтересно за да смееме, да. Така што не можеш да испланираш ден, освен ако децата не ти се пораснати, па нели има некоја жена која ќе дојде да ти ги причува, меѓутоа тоа е само во светот на славните, тука во Македонија малку поретко. Добро, знаеш како, ние после емисија ќе се сетишеме и двете што како треба да правиме со машки деца. Една на друга подршка, најубаво е така. Секој што вела дека во иднина јас ќе бидам нечија свекра, ти ќе бидеш нечија свекра. Ау. Не знам што да кажам. Неко моја мислот. Со среќа. Зорица, сакав и да те прашам, но еве нели веќе ти спомна за инстаблогот. Навистина твојот профил јас сакам што повеќе и повеќе да расте со многу следбеници, а и ти веќе имаш доста. Тоа е навистина убаво. Значи искрени. Не сум во некој од профилите кои што имаат премногу следбеници. Ми требаат искрена и поддршка од моите следбеници, ми требаат искрени следбеници. Не ми треба бројка за да јас се пофалам дека јас имам 20-30 илјади. Ми требаат 5 души кои што вистински ќе ме следат и кои што навистина ќе ги интересира она што имам да го кажам. Се друго е не знам, визуелно. И мене ми е незначено. Да. Кажи ми како дојде до идеја за
да направиш еден таков профил, бидејќи ти го прикажуваш сето твое секојдневие. Нели, се што правиш, твоите работни врски, семејството. Дали на пример некогаш си помислила дека доколку го започнеш, нели, тој профил, ти треба буквално на тацна да го дадеш својот живот, да речам, сите тие работи, сите тие случувања што ти се дослучуваат. Дали некогаш си на тоа и каква, на пример, дојде до реализација и дали сакаш барем малку од малку да ја сокриваш својата приватност? Да, искрена да бидам, размислував многу на почетокот, значи идејата за инста блогот во наводници или инста профилот со името на Мис Мама се случи многу случајно, значи јас имав многу тешка бременост и поради тоа што морав да мирувам дома, ја напуштив работата, односно го напуштив радиото. Искрено, кога нешто ти е љубов, можеш да го игнорираш и да оставиш да не ти се случува 2 недели, 3 недели, месец дена. После месец дена веќе доаѓаш до период кога навистина нештото ти е потребно. Значи имав толку многу муавет, толку многу потреба на луѓето да им се обратам на некој начин. Меѓутоа луѓето си ги завршуваат своите дневни обврски и ти не можеш да им се наметнеш со твоето постоење и направење ништо дека чекај, јас морам да ти кажам што ми се случи. Во исто време читав многу странски блогови за мајчинството, што е оно што ме очекува, пошто мојата приказна за мајчинството не почна многу блескава, како некои трудници кои што ги имаме, кои што вежбаат јога, изгледаат одлично, носат штикли до 9-тиот месец. Значи, мојата бременост беше она се, кога ќе се сетите на временоста, значи, се она што било страшно, мене се ми се случи. Значи, од лежење во болница до трчање на прегледи на клиника, веќе ме знае по име и по презиме и знае зашто сум таму. Меѓутоа, за среќа се заврши одлично. Во тој период многу инспирација и многу сила и енергија црпев од оние блогови кои што веќе ги имаа создадено странските блогерки. Па дури и блогерките од соседството. Значи имаме многу примери на жени кои што имале ваква или таква бременост, се породиле на овој или на оној начин, нивните деца се со ваква или таква аномалија и си реков, кога тие собрале на некој начин сила, можам и јас и ќе го поминам сето тоа. Сега, целиот тој процес всушност и целиот блог се роди како идеја јас да посочам ништо се една жена може да помина кога е бремена, со какви потешкоти, за на крај всушност решам дека она што мене ми се случило не значи дека на секоја жена ќе се случи. Значи јас сум една од многу жени која што имала таква неубава бременост. Па решив да се фокусирам на убавите работи. А верувајте, кога ќе станете мајка, значи секој момент е драгоцен. Секоја нова фаза на детето е се поубава и се поубава. Па има нови прашања, па има нови магични моменти. Велам зошто јас некому да му пишувам за моите лоши работи, кога јас можам да го споделам она што јас го чувствувам како мајка, верувам дека и другите мајки или оние кои што допрва ќе се реализираат како мајки сакаат да го прочитаат. Меѓутоа, она што сакав да го задржам е мојата ведрина, односно некоја мала тенка жичка на смеа и на шала во сето тоа, затоа што мајчинството, да се разбереме, навистина убава улога, меѓутоа не е блескава секогаш. Јас можеби во моментов изгледам вака, но кога ќе исклучам камерата, ќе извршам шминката, ќе ја ставам тука вака косата да ми биде како дрвце. Значи, тоа е мајка, да бидеме реални. И јас не сакам тоа нити да го заскривам, нити да се залажуваме. Утре некоја друга реално. Па тоа е реалноста. Утре друг ден некоја друга ќе стана мајка и ќе рече, сликата која што мене женева од влоговите ми ја даваат, не е соодветна со она што мене навистина ми се случува. Така што сакав да го споделувам, меѓутоа на моје големо изненадување, значи за година дена на мојот блог се појавија 4000 следбеници. Не очекував. Почнав да сработувам со многу фирми кои што сакаа на некој начин да ми го покажат или подарат производот, чисто за јас да видам што е она што нив ги прави посебна некаква фирма. Меѓутоа секогаш се водев од сопственото искуство. Значи додека нештото не го пробам и не го видам и не ги видам неговите мани и предности, јас не можам да седнам и да напишам. Секој денар ми е драгоцен и ако веќе нешто препорачам, сакам да биде навистина нешто што е добро, затоа што ќе го користат мајки и деца. Така што секојдневно имам нови идеи за тоа како ќе се развие понатака блогот. Се трудам секогаш кога можам да снимам видеа и тие да бидат видеа кои што се збирштина од моето искуство, но искуството и од моите следачки и видеа кои што ќе бидат едукативни, но и забавни и ќе им помогнат на многу мајки кои што поминуваат или ќе поминат во иднина можеби со слични или исти фази. Така. Колку сетото ти одзема време, на пример, местење на некое видео, снимање?
Одзема навистина многу време, иако порано, некако повештачки го правев сето тоа. Немав храброст да седнам, ако не сум да шминкана, не се појавав пред камера. Сега некако, како поминува времето, сакам дека ние не сме сите идеални и совршени Да. и нормално е некојаш да се појавиш вака или така, затоа што таа сум јас. Ако јас себе си не се сакам кога сум без шминка, како би се сакало со шминка? И едноставно, колку си поискрен со следачите, односно со оние кои што ти го Така, посетуваат твојот профил, толку тие те доживуваат некако некоја фигура, туку те доживуваат баш како Зорица со која што седев и пиев кафе и скролав и гледав и се смеев на нејзините сториња. И јас не сакам да бидам некоја, јас сакам да бидам Зорица, исто оваа која што сега разговара со тебе, исто таа која што дома чисти и џогира и вика по децата, значи таа сум. И сметам дека искреноста е нешто кое што е многу скапо, да, навистина треба 3 или 4 пати да размислиш пред нешто да објавиш, затоа што ние имаме експерти во Македонија од сите можни области. За среќа не сум имала некои пострашни коментари, меѓутоа го почитувам секој различно мислење од моето и секој што добро дојдени оние што ме следат да искоментираат дека ова е окей или не е окей. Така си е, навистина си во право и сета таа искреност навистина не си и се забележува на твојот иста профил, бидејќи ти си каква што си дома, таква и во радио, нели како што и самата кажа. Кажи ми сега, како ти... Ако извини што ќе те прекинам, ако сакаш да бидеме скороз искрени и реални, ваква не шетам дома. Ова беше по твоја нели иницијатива и дефинитивно сакав малку да се раздубавам, затоа што таа Зорица која што шета по дома е една, меѓутоа ова кога прави интервју е малку поинак. Како, ние двете се тешевме нели минатиот пат кога зборувавме за ноктите. И ти нели во твоја иста профил нели си ја кажа твојата мака, јас навистина е тоа така. Бидејќи јас го имам истиот проблем и се надевам дека се ќе се стабилизира за веќе малку да се послободиме и бидејќи во е веќе навистина голема мака. На мака сме. Станува спор за ноктите, на мака сме. Не дали забележа, имаше многу кои што од да речам колеги, пријатели кои што откако нели помина месец-два се шиша на, како ги викате фризури, кец, двојка, меѓутоа кога си женско ти не можеш да се шишаш. Не можеш така да ги оставиш ноктите. Ти дефинитивно треба нели да продолжиш да изгледаш баш онака како дама како што изгледаше претходно. Тука е тешкото. Па добро, некако си се снајдовме ние. Се снајдовме. Значи можеме да издржиме, не е толку лошо. Зорица, кажи ми, нели ги спомнавме сите оние следбеници кои што тебе те следат. Дали некој ще си има случајно да ти пишуваат некои негативни коментари, како одговараш на нив и како се соочуваш со тие негативни коментари? Кои што знаеме нели дека некојаш за жал се појавува? Искрено, наискрено, значи знаеш дека сум многу искрена, не ми се случило да имам кавга или да имам некој навредувачки коментар. Се случило, многу често се случува, да ми пиша мајка која што не го дели моето мислење, меѓутоа истата таа продолжува со мојата приказна е малку поинаква од твојата, вака и вака. И јас сакам да ги читам таквите коментари. Значи ние не можеме сите исто да размислуваме и не можеме исто да се однесуваме, нити така сме воспитани, нити пак со истата, да кажам, со истите чувства ги воспитуваме нашите деца. И тоа е сосем во ред. Би било многу грдо да се живее во свет каде што сме сите исти еднакви. Меѓутоа, до сега, едноставно не ми се случило јас да најдам или да отварам порака каде што сум извредена на некој начин или искритикувана, омаловажена, не ми се случило. Секогаш една работа ја кажувам, значи во светот на интернетот имате многу опции. Дали опцијата ќе биде ваша некого да го мразите и да седнете и да пишувате текстови и навреди за да на некого му го расипете денот, или ќе одберете да гледате нешто прекрасно кое што вас ќе ви го исполни денот и при тоа нема никого да повреди, изборот е секогаш ваш. И друга работа, не можеме да бидеме сите исти, не можеме сите исто и еднакво да размислуваме. Во ред е да имаме различности, така што јас го почитувам твоето мислење, но барам и ти да го почитуваш моето.
Да, така, во право си, навистина е така. Како што и кажав, имаш нели доста совети за сето она кој што тебе ти се случило. Например за одвекнување од пелени, цуцла и така натаму. Имаш објавено и едно видео нели за помајка, како ти си ја поминала нели сета таа фаза. Може ли малку да ни откриеш за тоа како ти ги помина сите тие денови за нели еве конечно како што имаш изјавено, за да бидете веќе целина, значи едно семејство. Улогата на помајка во нашето општество најчесто е поврзана со лошите вештерки од цртаните. Значи, еве да го земеме за пример цртанот со кој што сите сме израстани, Снежана. Снежана имаше маќа која што беше лоша, беше вештарка и сакаше да ја отрува за она да биде Да. Да. И нели ние кога ќе кажеме леле маќа, сите прво што не асоцира е тоа. Исто примерот со Биби и вештерката помајка. Едноставно сакав прво да го разбијам тој цел момент, табу тема или тема која што се одбегнува, која што се шушка и никако нема да излезе на виделина. Што е тоа, сакав да го дефинирам поимот помајка или маќа. Маќа е мајка, односно друга мајка, на детето кое што го има твојот сопруг. Значи, јас сум ја прифатила таа одлука. Мене никој не ми криел на почетокот дека мојот сопруг има син, нели? Кога ние се запознававме, тој отворено ми кажа вака и вака е работата и реков во ред, дефинитивно тоа е дете кое што сакам да го запознам и тоа е дете кое што е производ на љубовта твоја и твојата претходна сопруга. И тоа дете нити е виновно за нешто, нити пак треба во животот да биде виновно за нешто. Пробав и дадов напори и покрај сите размислувања на општеството дека е многу тешко како ситуација, дека помајката е секогаш виновна и си докажав себе си, но и на другите во околината дека ние можеме да функционираме безпрекорно. И овде е крајот на денешно попладне. Ви благодарам за вашето внимание. Ви најавувам повторна средба, се разбери утре во 14:30 часот фреквенција Mnet. Но исто така сакам да упатам и голема благодарност до бутик Азаро, кој што се наоѓа во Виница, кој што се грижи за мојот стајлинг. Чао, чао и чувајте се.